Кога ќе се погледне назад, изминативе 25 години, зад овие бројки стојат многу детства, многу семејства и многу животни приказни. Може ли да ни кажете колку деца досега добиле грижа од СОС детското село и дали може преку сите овие животни приказни да ги преточиме во бројки и факти кои што најдобро би ја опишале мисијата на СОС детско село? Па вака, за овие 25 години ние променивме над 6000 животи, работејќи со многу деца и млади семејства. Конкретно, ако ме прашувате за децата без родители, бројката е некаде над 700 деца за овој временски период. Исто така, нашата работа е поврзана и со биолошки и со згрижувачки семејства. Значи, од 2009 година почнавме да работиме и со биолошките семејства, кои што се во социјални ризици, всушност и да помогнеме децата да всушност да имаат подобри услови за живот и да не бидат разделени од своите родители. 1390 биолошки семејства со кои што сме работеле и бројка околу 4000 деца всушност. Со згрижувачки семејства исто така работиме во изминатите 5 години и во моментот поддржуваме околу 86 згрижувачки семејства во кои што се згрижени 180 деца. Да, навистина, кога ќе се спомене СОС детско село, некако синонимот е дека се поврзува со грижата на деца кои што немаат родителска грижа, но вашата работа низ годините покажа дека ги поминува овие рамки. Кои се луѓе и семејства досега ја добиле поддршката од СОС детско село и во кои моменти сте забележале дека таа била најпотребна? Па вака би кажала дека, како што кажавте, ние сме препознатливи по поддршка и грижа за деца без родители. И ако би сакала да искористам и да го појаснам тој поим деца без родители и родителска грижа се вели тоа. И најчесто се добива впечаток или разбирање во јавноста дека сите тие деца немаат родители. Меѓутоа, значи дел од нив немаат родители, а другиот дел од таа дефиниција дека немаат родителска грижа. Тоа значи дека нивните родители не се во можност од различни причини, дали здравствени, дали други причини да се грижат за нив. А во однос на овие биолошки семејства, тоа најчесто биле семејства кои што, да кажеме, еднородителски семејства, повеќе детни семејства, приматели на социјална парична помош, млади самохрани мајки, во советодавниот центар, да речеме, во Шуторизари, кој што ние работиме со ромското население таму, кој што има доста економски предизвици и така натаму. Така да најчесто тоа биле семејства кои што биле во некоја безизлезна состојба. И кога се наоѓате во една таква состојба, кога некој ќе се појави, како нашите колеги, нашите тимови во советувалишта, кои што им даваат надеж на овие семејства, помагајќи им од повеќе аспекти. Значи, првенствено со некој увид во самото семејство, дали им треба некоја материјална помош, дали се децата запишани на училиште во градинка, дали има приходи во тоа семејство, доколку нема, како може да се помогне на родителите, да речеме првенствено на сопругот, да најде работа, дали треба да се вклучи во некоја обука, преквалификација, за да може, да речеме, да најде работа. Исто така многу се работи на тие родителски компетенции, без разлика колку е да оваа целна група загрозена, сепак многу е важно прво да знаете како најдобро да се грижите за детето. Така да всушност ние преку поддршка на родителите помагаме да се подобрат условите во тоа семејство, за да може и тоа дете да живее во подобри услови, да има подобри можности за негово образование, да се оствари неговиот потенцијал. Може ли да се потсетиме како започнува приказната на СОС детско село во Македонија? Кога денес ќе се навратите на тие почетоци, што најмногу се променило сиве овие години, овој четврт век? Дали забележувате промени во начинот на грижата на децата? Дали тоа еволуира на некаков начин? Аналогно на потребите кои што некогаш ги имале пред 25 години децата и денес? И дали
работејќи во една таква сфера, забележувате дека се менува свеста во општеството? Оваа приказна има почнато уште 1998 година, кога всушност владата на Република Македонија има подпишано договор за со СОС Детски села Интернешнл за една ваква форма за грижа на деца да почне и во Македонија. Меѓутоа тој процес траел преговарање подолго време, така да првото дете е примено во 2002 година. И со оглед на тоа што ова било нешто ново, непознато, така имало доста и предизвици во тој период, така да во цело село имало едно дете цела година. Додека на некој начин таа доверба околу ваквиот тип на грижа не се потврдила, докажала, за да почнат да се згрижуваат деца во рамките на СОС Детско село. Значи, на почетокот се почнува со програма Детско село, значи грижа за деца во семејно опкружување, значи со згрижувачи кои што се грижат и живеат заедно со тие деца. Меѓутоа, тие деца после некое време растат полека и стануваат полнолетни и тогаш сваќаме дека всушност ни треба и програма која што ги поддржува и после 18. Затоа што целиот тој влог на таа грижа и поддршка на крајот ќе нема смисла доколку ви едно дете кое што живеело во некоја ваква форма за згрижување не му помогнете да се осамостои, да се интегрира во општеството, да си најде работа, да си направи свое семејство. И така почнавме да работиме и со млади. И не само со млади кои што се без родители, туку и со млади кои што се во социјални ризици. Из годините исто така имам податоци дека поддржавме не околу 1450 млади, од кои што 650 се запослија, најдоа вработување, а 75 пак од нив се отворија и некои своји сопствени бизниси. Што значи, разликата е голема. Понатаму би кажала исто така освестувањето дека да не чекаме некое дете да треба да биде згрижено во установа или во згрижувачко семејство. За да не се случи тоа, што треба да направиме? Да работиме со биолошкото семејство, бидејќи најдобро за секое дете да си биде во своите родители. Значи, економските причини не се најважни. Значи, за детето е најважно да си биде дома, да се чувствува сигурно. Така почнавме да работиме и со советувалишта, како што споменав и претходно, со биолошки семејства кои што се во ризици, за да им помогнеме всушност да си го задржат семејството, значи паралелно работиме со овие семејства, а од друга страна пак и тие што веќе се згрижени или пак е одземено родителското право, работиме со згрижувачите и со децата, да можат и тие деца да растат во една сигурна средина. На што наидувате во такви ситуации кога ќе им се обратите на родителите, кога сакате вие да понудите помош, да подадете рака? Какви се реакции добивате? Различни, да ви кажам. На почетокот кога отворивме тука и во Гази Баба советувалиште и во Шуто Ризари, на почетокот има недоверба. И нормално дека треба време таа доверба да се стекне. А кога веќе почнавме да работиме со првите семејства, после некако беше полесно, бидејќи најголема промоција нас ни беа тие постечките семејства. Значи, тие кажуваа на други семејства и тие ни помагаа всушност како да стигнеме до семејства на кои што им треба помош. Имавме и клуб на родители, како за поддршка, и тоа беше многу една интересен начин на поддршка, знаете, кога ќе се соберат семејства, родители кои што сите мислат дека се во безизлезна состојба. Меѓутоа, некој кога ќе види дека маката на другиот е и поголема од неговата мака, па дека и таа мака на некој начин се решила, па дури и меѓусебно си помагаа во смисла на тоа ако треба да уредиме некој дом, па од тие семејства ќе помогнат да се искречи, ќе помогнат за едно за друго. Така да тој систем на поддршка исто така многу значеше. Им помагавме со децата на училиште, ако им фали школска опрема, им помагавме да се обезбеди се за детето, услови за да оди у школа. Така да тоа се, како да кажам,
долги борби, значи не се прави тоа брзо. Потребна е година, година и пол, две, меѓутоа, знаете, после 2 години, кога ќе видите ви едно семејство каде што веќе родителот си оди на работа, децата си одат на училиште, имаат приходи, нормални услови за живот, тогаш гледате дека сте направиле вистинска промена. Претпоставувам дека овде сте најдувале неретко и на срам. Па да, во право сте. Например, сега во последниве години работиме и со семејства кои што се со упатени мерки од страна на центрите за социјална работа. И тие не го доживуваат тоа, да кажам, добро, со тоа што и доаѓаат со голема скепса во нашите советувалишта. Го доживуваат некако како мерка, како казна, како нешто такво. Меѓутоа, после некое време, имаме дури и сведоштва од некои, нели, што ги запишуваат и благодарници, и пофалници за вработените, кога ќе видат дека тие всушност имаат придобивка не само за себе, нели, за целиот однос во рамките на семејството, и дека дури да не добиле мерка, сваќаат дека ова убаво, ова советување, дека е убаво да бидат едуцирани, да си ги заакнат вештините, да разберат како, нели, како се подобри релацијата и со партнерот, и со детето, бидејќи, знаете, ние, кога сме вака вообичаено во конфликти, сите ние, не само овие кои што работиме, секогаш се фокусираме на слабите страни, на проблемите и така натаму, не се фокусираме на потенцијалот, како тоа да се разреши или да разбереме зашто е така. Така да имаме различни искуства, меѓутоа, ете, имаме доверба, веќе и од граѓаните, и од институциите со кои што се работуваме, првенствено тоа се центри за социјална работа, партнери, донатори, така да тоа е многу важно. Иако понекогаш тоа ниво на одговорност, така голема тежина ни носи, затоа што веќе превземавме големи обврски во нашата држава, на долг рок, значи тоа не е нешто кај што ќе кажете ајде проект па утре ќе заврши, значи овие се работи, значи за животи кои што треба да ги изнесете, значи тие деца, тие млади на прав пат, како што реков, после 18, па некои ќе изгубат работата, па пак ќе се јават, па пак треба повторно да се помага и така натаму. Би сакала да споменам дека нашата организација, освен што има директни програми, советувалишта, програма за поддршка на млади за осамостојување, грижа за деца во згрижувачки семејства. Имаме 4 мали групни домови каде што се згрижени млади во моментот од 14 од 18 години. Дека нашата организација работи на системски промени. И тоа би го поврзала со она што рековте што се сменило. Се сменија многу работи, меѓутоа благодарение исто така на нашите заложби. Вообичаено тука никој не пофалува, бидејќи тоа се обично, како да кажам, реформи на државните институции, меѓутоа ние многу сме придонеле во тоа, бидејќи како дел од интернационална мрежа сме имале можности и контакти со скоро сите држави во светот и да ги видиме сите напредни реформи, сите позитивни пракси и искуства. И тука со години сме ги презентирале и сме се залагале да се воведат. Прво ќе кажам дека од 2019 после деинституционализацијата ние успеавме да го убедиме Министерството дека се потребни центри за поддршка на згрижувачки семејства покрај центрите социјална работа. И сега што значи тоа вака за општата јавност? Тоа значи дека овие деца кои што се згрижени во скоро 500 згрижувачки семејства во државата, сега ќе добијат поголемо внимание, бидејќи има луѓе во овие центри кои што се посветени на поддршка на овие семејства, каде што редовно ги посетуваат и редовно и се контролира таа грижа, се излегува во пресвет на нивните потреби, се прават индивидуални планови за децата, така да тоа е на долг рок, е на голема системска промена. Исто така откупивме права, авторски права за една методологија за Прайд, за поддршка во згрижувачкиот систем. И со таа методологија исто така ние обучивме над 100 социјални работници,
над 100 згрижувачки семејства и воведовме стандард дека при секоја регрутација, обука и така натаму мора да помине секој потенцијален згрижувач да помине на вистина квалитетна обука. Не обука од 48 часа, туку да помине повеќе месечна обука за да на крајот да разбере каков предизвик е тоа, дали е тоа за него, така, и да донесе информирана одлука. И сега тоа е влезено во систем. Значи сега многу се внимава како се регрутира згрижувач, освен што и во тој дел се внимава и во делот на континуирана едукација на згрижувачите. Задоволни сте од интересот на згрижувачи? Расте бројот на луѓе кои што сакаат да станат згрижувачи? Има интерес во последниве години, меѓутоа не е доволно. Значи јас велам, ние утре да регрутираме 100 згрижувачи во еден ден, сите во еден ден се пополат. Тоа не е баш добар податок, да кажам. Меѓутоа, некако згрижувањето во нашава држава не беше познато, не беше доволно јасно што е тоа згрижување и така натаму. И сега ние работиме и на тоа, на промоција на згрижувањето, да разберат луѓето што е згрижување, што е разлика меѓу згрижување и посвојување всушност, бидејќи и тука има одредени забуни. Меѓутоа, тука треба и државата да ни помогне, за да можеме повеќе граѓани да мотивираме да станат згрижувачи. Значи, треба одредени, како да кажам, подзаконски акти да се променат, бидејќи треба да биде тоа поатрактивно. Знаете, вие ако сакате згрижите бебе, ама сте на работа, и вас не ви следува боледување, например. Значи, има некои законски пречки кои што треба некој да ги отстрани, за да може вие, ако сакате да станете згрижувач, државата тоа на вистина да го препознае, да го испочитува и да го награди, за да можеме да имаме повеќе мотивирани граѓани. И самите споменавте дека, а и сите ние знаеме, дека СОС Детско село е дел од едно меѓународно семејство, ќе речам, кој што од самиот старт има јасна визија, цели, вредности и принципи. И сега ме интересира, како тие глобални вредности и принципи кои што се поставени таму некаде се имплементираат овде во Македонија? Ние уште од почетокот дефинитивно бевме обврзани да ги почитуваме сите политики и принципи, како што рековте, на меѓународната организација. Некои од тие принципи не се само на нашата организација. Значи, тие се принципи, да речеме, од водичот на Обединените нации за децата во алтернативна грижа. Значи, многу меѓународни документи кои што важат и за други интернационални организации кои што работат со деца. Така да во тој дел имаме и големи обврски, меѓутоа и некои привилегии каде што можеме да учиме, да се развиваме и да добиваме и финансии, да кажам, од страна на интернационалната организација. Нешто што е посебно, да кажам, важно и интересно е политиката за безбедност на деца. Бидејќи мислам дека, да не погрешам, ама дека сме единствена организација која што има воспоставени такви стандарди за safeguarding. Бидејќи оваа работа е доста ризична, знаете. Значи, сепак вие соработувате со многу соработници, партнери, донатори, згрижувачи. Значи, нашата работа е да направиме да се минимизира можноста било кој дете, да кажам, да биде во било каков ризик. А тоа што значи дека имаме воспоставено стандарди при рекрутација, направиме добри проценки и на вработени на згрижувачи, обуките кои што ги воведовме, многу добри проценки да се направат за семејството. Одржуваме детски работилници, децата да ги научиме што е тоа насилство, да препознаат. Бидејќи не е само насилство ако те удри некој, така? Значи, како да препознаат емоционално насилство, физичко, психичко, на нивен јазик. Значи, телефони кај да се јават, имаме кутиички кај може да пријават. Понатаму држиме обуки за сите вработени, за сите згрижувачи, постојано имаме тимови кои што се во секоја програма од неколку луѓе кои што се викаат тимови за безбедност на деца. Имаме интерни процедури, кога било што ќе се случи, значи веднаш тимот се собира, прави проценка, го завидува тоа и така натаму. Иако оваа работа
како што рековте, за детското село нели се знае, нели помагаме на деца и сето тоа е убаво, меѓутоа е многу одговорна и многу тешка. И многу тешки приказни овде доаѓаат. И ние некогаш и вработените, посебно колегите ги носиме дома, и некогаш и многу ризици доаѓаат со овие деца. Значи, знаете, може да дојде, например, жртва на семено насилство или жртва на трговија со луѓе. Така да, вие не е само да и дадете кров над глава и така натаму. Значи, тука треба после да се организира цел еден тим, план, како да се помогне, како да излезе, да кажам, од тие трауми, тоа дете, или таа младинка, или тој младинец. Така да, многу влог треба, за да можат сите овие деца да станат здрави индивиди. Ако можете да одвоите активности или настани, нешто на кое што сте посебно горди, предпоставувам нема да биде лесно за овие 25 години работа, труд и вложување, колку што можев да заклучам од досегашниот разговор, имате многу да се пофалите, но еве, што е она на кое што постојано се навраќате со крената глава како една активност која што сте ја заокружиле, како една целина на која што навистина сте посебно горди и можете да се пофалите? Можеме да се пофалиме со тоа што ние во минатото, пак ќе кажам, бевме тука во детското село, имавме 40 вработени, 50 на 60 деца, денеска поддржуваме околу 200 деца без родители, родителска грижа, 100 семејства, 200-300 млади во моментот. Значи, прво направивме поголемо влијание во државата. А тоа го направивме со довербата. Значи, јас би рекла дека навистина сме сите горди, прво што сме дел од оваа организација, што работиме на благородна мисија, што луѓето почна да ни веруваат дека тоа што го правиме е голема разлика, не само за тие животи, за општеството е голема разлика. Значи, нашата работа дека е општествено значајна прво. Ка не сме ние невладина организација, бидејќи многу требаше борба. Знаете, невладиниот сектор нема многу доверба во нашиве заедници, за жал, нели некој ќе изневера таа доверба и после сите влегуваме во истиот кош. Меѓутоа, ние директно работиме со деца. Горди сме најмногу на нашите млади, морам да кажам, кога зборуваме за нив, кои што се запослени, имаат своји семејства. Имаме една младинка, беше во конзулатот, отиде во Романија, сега во Австралија. Имаме една младинка во Министерство за надворешни, друга во внатрешни. Имаме една која што работи во Канал 5, кои што имаат отворени бизнис. Значи, тие која ќе не поздрават, ќе ни се јават, ќе не викнат. Се имаме една свадба што планираме за 2-3 недели, каде што самата таа побара да ја направи свадбата да биде земана од една куќа од СОС детско село. Тоа ви кажува... Тоа прв пат ќе се случи. Сме имале неколку свадби. Да, сме имале до сега. Така да, кога самите тие деца, самите тие млади фактички доаѓаат и викаат, ја сакам да бидам земана од тука. Тоа е некако, како да кажам, потврда дека некој тука помина убав живот, среќен живот и дека вие тоа што го правите вистина прави разлика и вреди. И ви докажува дека ова место го чувствуваат како нивен дом. Да. Тоа ми се надоврзува на следното прашање. Покрај сите тие важни услови, основни услови за живот, за да децата ова место го чувствуваат како дом, тоа е најважното. И сега, како изгледа едно секојдневие на децата овде и на кој начин вие се залагате тие да растат во добри услови, во нормални услови и да се чувствуваат како да се дома? Па овде конкретно во оваа програма сега кај што сме денес, нели, каде што имаме околу 8 семејства во моментот кои што деца кои што живеат со згрижувачи. Значи секое семејство си има своја индивидуална динамика. Значи целта е децата да се чувствуваат како да се живеат во биолошко семејство, значи во една природна средина. Нема колективен распоред. Значи тие се одлучуваат што ќе јадат, нели, што ќе прават заедно, кој ќе иде во школа, кој ќе иде на градинка и така натаму, што значи тие згрижувачи, без разлика дали е сам згрижувачот или со партнер, се одговорни за животот на тие деца. Нашата работа е да осигураме дека згрижувачот се грижи добро за нив, значи
да го посетуваме често, да го прашаме дали му треба поддршка, кога има проблем да му помогнеме. Детето ако треба да оди на психолог, ако треба да оди да речам ако има здравствени проблеми, ако има предизвици со некои деца со попреченост. Многу е важно во заедницата да има услуги кои што може да поддржат, да помогнат. Како што кажав, да се грижиме за безбедноста на детето, да му кажеме на детето ако било што ти е потребно, имаме и лица, порано имавме, сега не сум сигурна баш, од доверба, да речеме од вработените, да детето ако сака некому нешто да довери, го уверуваме дека тука е сигурно дека може било што да каже на некој. Така да нашата работа е повеќе во тој дел и секако да имаат и добри и основни услови и квалитетни за живот. Меѓутоа, првенствено грижата е на згрижувачот, а нашата грижа е за згрижувачот. А со тоа значи и на детето. Знам дека децата ги нарекуваат мајки, тие што се грижат за нив. Дали доминираат жени, има ли мажи меѓу згрижувачите? Во Скопје, колку што знам, има еден маж згрижувач. Мислам, не е тука во детското село, меѓутоа има во рамките на нашата поддршка. Нема толку многу мажи, меѓутоа има брачни парови каде што и двајцата секако дека треба подеднакво да ја превземат таа одговорност. Меѓутоа сепак некако традиционално таа улога кај нас е на жената, на мајката. Таква е ситуацијата кај нас. Затоа и децата и се поистоветуваат и си ги нарекуваат мајки во понатамошниот живот, тие кои што се грижеле за нив. Би сакала, доколку дозволите, да се запознаеме со вас лично, колку време сте вие дел од СОС детското село и по толку години работа со деца, со семејства и со згрижувачи, дали има момент, средба или реченица ситуација која што вас ви се врежала во вашата меморија како едно мото, нешто што ви останало како инспирација? Па јас сега ја почнав мојата 18-та година, значи полнолетство. Долго време сум тука. Имам многу приказни насобрано во мене, многу контакти со деца и така натаму и навистина и после волку долго време. Иако на почетокот мислев дека ќе биде кратко, ме обзема оваа работа, јас стално викам како се заразив и сега, значи, ме исполнува, се чувствувам убаво што гледам дека тоа што го правам навистина прави разлика. Најмногу, пак ќе кажам, младите некако ме инспирираат и ме допираат. Или кога ќе кажат тетка Јулијана, значи, ви благодариме многу или ќе ми испрати некоја порака, сега скоро добив една книга, направена еден труд магистарски од една младинка. Така да сите тие нивни пораки, приградки понекогаш кога ќе се сретнеме, тие некако најмногу ми значат. Тие ви се врежани длабоко во вас. Работата со деца и со семејства во ранливи животни околности носи многу голема одговорност, но во исто време и емоција. На кој начин правите баланс помеѓу двете? На кој начин ја задржувате емпатијата во вас, а истовремено сте длабоко професионални? Да, управо сте. Значи, нашите колеги кои што работат директно со децата или директно со семејствата, навистина се соочуваат со голем предизвик да го направат тој баланс. Затоа во рамките на нашата организација се предвидени така наречени супервизии. Тоа значи дека секој вработен има можност да повара поддршка психолог или друго лице, ако му треба да може да поразговара, ако се чувствува преоптоварен или има преголем стрес на работа, затоа што тие приказни ако се носат дома, како што кажавте, навистина е тешко и на некој начин така се учиме да правиме граници, меѓутоа да не изгубиме емпатијата. Значи овде за да работиш мора да имаш емпатија, без тоа местото не ти е тука. Така да тоа е една, не да кажам придобивка, тоа е еден стандард кој што ние го имаме и треба да го имаат сите оние кои што работат со вакви категории, каде што има стресни ситуации, каде што вие го преживувате тоа, што го слушате, што го гледате, кога имаме приеми на нови деца, така да тоа е, да речам, моделот кој што го применуваме.
Поводот за нашата средба е одбележувањето на 25 години постоење на СОС детското село. На кој начин ќе биде одбележано оваа година? Па ние имаме испланирано доста активности, веќе некои од нив ги почнавме на социјалните медиуми. Од друга страна, планираме и да имаме активности за сега по повод денот на семејството, 15 мај. На 1 јуни е денот на згрижувачи и денот на интернационалниот ден на детето, тука ќе имаме исто така посебни активности за згрижувачите и со децата. Официјално јубилеот планираме да го правиме на 6 октомври. Планираме да правиме една трка која што секоја година ја правевме со IT компаниите, која што се викаше IT for Charity. Сега сакаме да ја направиме помасовна, имаме една активност и со моторџи. Планираме еден SOS подкаст со Цеца Николова, сигурно ја знаете. Да, таа е младинка која што беше згрижена и сега таа е новинарка исто така како вас, така да и тука планираме нешто во тој дел. Кампањи имаме тековни за поддршка на згрижувањето, значи имаме доста активности оваа година. Би сакала пред да го закружиме разговорот да ве прашам кој е најголемиот предизвик со кој што се соочува СОС детско село, нешто кое што може да го испратите како порака дали до институциите, дали до граѓаните, една општа порака генерална, најголемиот предизвик на кој што низ годините се борите, се соочувате, му прекосите и се уште не сте го надминале. Најголемиот предизвик за нас, да кажеме, е континуитетот. Значи, ние сме во постојана борба, значи секоја година или постојано за да обезбедиме средства, за да ја изградиме таа доверба со компаниите, со граѓаните и така натаму, со институциите исто така, бидејќи овие деца се општествена одговорност. Овие деца се грижат за сите. Мислам, така треба да биде и за секое дете. Значи се одговорности на целата заедница. Бидејќи кога секое дете ќе стане здрава индивидуа, ќе може, значи ќе стане стабилен граѓанин, ќе придонесува во општество. Така да нашата организација има мисија која што е општествено важна. И нас не е потребно, а не само на нас, со тој децата и младите се чувствуваат сигурни дека има континуитет во оваа грижа, дека луѓето, заедницата, институциите се грижат за ова да продолжи понатаму, да опстане и да може да им помогне на сите деца на кои што им треба. И за крај, кога би требало во една порака да им се обратите на сите деца, на сите семејства, на сите згрижувачи, донатори, партнери, вработени, кои што биле и се уште дел од оваа приказна, што би им кажале? Да бидат дел од промената, бидејќи секоја позитивна промена нас сите направи да бидеме, како да кажем, посрекни, пореализирани, поуспешни, бидејќи колку повеќе имаме заедници кои што се стабилни, развиени, сите ние ќе можеме да просперираме. Значи, инвестицијата во децата, пак ќе кажам, инвестиција во општеството и во иднината. Така да, тоа би била мојата порака. Благодарам за одвоеното време. Го честитам јубилеот. Фала ви многу.